Почитувани гледачи, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со председателот на Граѓанско-демократската унија Петар Колев. Господине Колев, добро вечер. Благодарам што одвоивте време за нашата емисија. На овој начин емисијата во овој момент ја спроведуваме поради состојбата со вирусот. Добро вечер на вас, добро вечер на гледачите на вашата телевизија и ви благодарам за можноста да поразговараме, иако овакви ворени услови, сепак да поразговараме на актуелните теми и случувања. Покрај коронавирусот, најактуелна тема во државата се изборите. Неколкуте лидерски средби за жал се уште не вродија со плод. Власта и опозицијата се уште не успеа да договорат датум за изборите. Кој е ставот на ГДУ? Време ли е во овој период да се реализираат изборите? Има два модели на функционирање на една држава. Едниот модел на функционирање на државата е така наречениот модел на владење на правото и на силни институции и почитување на законот и на уставот во Република Македонија. За жал, за овие 30 на години во нашата држава се предлага оној вториот модел за функционирање на државата и на државноста, а тоа е така наречениот компромисен модел на функционирање на државата и државноста. И што конкретно имам во предвид? За разлика од развиените западноевропски држави, во кои што ниту еден политички субјект не прави компромис со владењето на уставот, на законите, на правилата, вклучително и изборниот законник, како една од процедурите за демократски фер избори, кај нас за овие 30 на години поминавме преку едни турбулентни периоди во кои што сме многу далеку од една нормална држава, во која што основа и суштина на државноста би било владењето на правото и законот. И тоа е тој модел на компромисна демократија или квази демократија кој што некој на нас ни го сервира. Преку така наречени лидерски средби, па стигнавме до пржински влади, преку охридски рамковни договори и така натаму, се формати кои што ниту еден од нив не е предвиден во уставот и во законите на нашата држава. И се додека нашава земја функционира и политичарите во оваа земја функционираат по тој начин, гонејќи ги само и единствено своите партиски цели, гонејќи ги само и единствено и водејќи се само и единствено од желбата за подобри изборни резултати, газејќи ги законите, уставот и владењето на правото како целина, се до тогаш Македонија ќе изгледа вака како што изгледа. Ние како Граѓанско-демократска унија сметаме дека за да можеме да бидеме една нормална држава во која што сите да имаме еднаква шанса и можност за живот, за развитие, за професионална реализација и така натаму, вклучително и за фер политички напревар, еден од основните приоритети треба да биде владењето на правото. И кога зборуваме за конкретно за изборите, повеќе од јасно е дека со уредба на влада изборниот процес беше прекинат. Согласно тие распоредби и тоа што важи во моментот, остануваат уште 22 дена по завршувањето на военната состојба да продолжиме со изборните активности согласно предвидените процедури во изборниот законник и да одиме на предвремени парламентарни избори. Се разбира доколку председателот на Републиката не реши поради здравствената состојба да не воведе уште некои други рестриктивни, тоест военна состојба или други рестриктивни мерки во наредниот период од време. Тоест кога зборуваме за тоа кога би требало да има избори, сметам дека прво и најгласно и најсилно мислење би требало да има Комисијата за заразни болести. Она е истава комисија која што понесе голем дел од тежината во оваа битка против коронавирусот. Сметам дека експертите во државата ќе се надминат себе си и ќе излезат од прангите на политичкото влијание, кое што е повеќе од јасно дека го има врз нивниот грб, сепак и тие се живи луѓе и имаат своји зависности, тоа е сосема нормално, но јас верувам во лекарите, верувам во нивната Хипократова клетва и верувам во тоа дека тие ќе бидат на висината на задачата и ќе ни дадат такви препораки и ќе бидат толку прецизни и конкретни за да можеме да проведеме едни нормални, фер и демократски избори.
И ако тие сметаат, согласно нивните експертски ставови, согласно Светската здравствена организација, согласно праксата која што се случува во цела Европа, ако има услови за да се проведат такви избори, да се случат такви избори, се разбира дека треба да се случат. И кога зборуваме за самиот изборен процес, повеќе од јасно е дека повеќе од половината од постапките се завршени. Тоест, партиите веќе се ждребувани, имаме 15 партии на ливчето, формално правна гледна точка ГДУ, Граѓанско-демократската унија доби реден број 7, другите партии некои други редни броеви, така да ние дали ќе учествуваме или не на избори, тоа прашање е завршено. Ние ќе бидеме на гласачкото ливче. Единственото кое што може да направи некој, на кој што не му се допаѓа оваа ситуација, е да ја бойкотира самата кампања или да не прави кампања. Но на денот на изборите, соодветната политичка партија ќе има на гласачкото ливче и граѓаните ќе можат да гласаат за неа. Така да мислам дека пред нас предстои еден турбулентен период кој што треба на крајот на криштата да заврши со формирање на нов парламент, да не забораваме дека Македонија нема законодавен дом, да не забораваме дека оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз во кој што има и технички министри од ВМРО ДПМН, реално злоупотребува со можноста за издавање на уредби со законска сила. Да ги потсетам граѓаните, затоа Граѓанско-демократската унија остро ги критикува тие постапки на владата, затоа и сме опозиција, бидејќи сметам дека издавањето на лиценци за производство на марихуана не се дел од пакет мерките сврзани со борба против COVID-19. Тоа што дел од владата набавувала скапи храни за своите потреби, ексклузивни пијалоци за своите потреби, тоа не е дел од приоритетот во битката против COVID-19 и затоа ние сакаме да одиме на избори, да ги победиме овие грешни политики на Социјалдемократскиот сојуз или барем граѓаните да ги убедиме дека имаат потреба од тоа, да дадат шанса на нови играчи во политиката кои што да бидат нивниот коректив во следниот состав на собранието за сите овие грешни политики и донесени веќе уредби со законска сила. Дел од нив падна и на Уставен суд, кој што ние да можеме во парламентот да ги спречиме и да не дозволиме да влезат во сила. Јас се надевам дека најголемата опозицијска партија ќе препознае својата клучна улога во овој процес и ако навистина делува како опозиција, а не е директно зависна од волјата на владеачката гарнитура, ќе оди на избори и ќе се труди да ги победи овие грешни политики. Но во мене длабоко стои сомнежот дека поради нивните огромни политички зависности, особено во сферата на во казнено правните релации и особено постапките кои што се водат против голем дел од раководството, актуелното и бившото на нашите политички конкуренти од ВМРО ДПМН, тие се класичен пример на една удобна, контролирана и многу така померкана на власта опозиција, која што до голем дел глуми само како опозиција. Прифатлив ли е за вас 21 јуни како датум за избори и колку како помала политичка партија се слуша вашиот став, бидејќи не присуствувавте на лидерските средби? Прво ќе ви кажам од гледна точка на лидерскиве средби дека тоа е еден апсолутно незаконски и неуставен формат за земање на политички решенија. Македонија е парламентарна демократија и решенијата се земаат во парламентот. За моја огромна жал, опозицијската партија која што во моментот има пратеници го саботираше парламентот и тој не можеше да функционира во овој период од време. Така да, односно, позициите на лидерските средби за мене тие се толку нелегитимни доколку до таа гледна точка што таму има представници на политички партии кои што на следните парламентарни избори нема да имаат повеќе од 0,5% од гласовите. И тоа секој еден од нашите сограѓани го знае. Таму имаше партии кои што се дел веќе од други коалиции, едни други формати, застапуваат едни други позиции. И за мене тој начин на правење на компромисна политичка демократија или демократија во Македонија е апсолутно погрешен. И благодарение на тој модел ние стигнавме за овие 30 на години до тука до кај што сме. Дали 21 јуни е прифатлив? Тоа не е прашање кое што ние политичарите треба да го одговориме. Тоа е прашање кое што го диктира законот. Ако немаме нова вонредна состојба, согласно законот, Уставот, избирачкиот закон, правилата кои што важат, ние треба да одиме на избори. Познавајќи ги актуелните ситуации и начинот по кој што се случуваат работите во Македонија, имам некакво внатрешно предчувство и со колегите на
од Граѓанско-демократската унија сме го коментирале тоа дека за ентипат ќе биде нарушен законот, уставот, правилата во земјава и ќе се бара некакво компромисно решение. Благодарение на тој тип на правење на политика, ние денеска, почитувани сограѓани, имаме компромисно судство кој што нема осуден ниту еден висок функционер во државата за овие 30 години кој што вршел злоупотреби. Имаме некаков тип на компромисно образование во кое што никој не може да ви каже како се станува учител или кој е критериумот за да бидеш професор на факултет, освен тоа да си член на дадена политичка структура. Ние имаме компромисен транспорт или инфраструктурни проекти во кои што секој еден од тие инфраструктурни проекти кои што се капитални инвестиции тежат милиарди евра од буџетот од нашите даноци на граѓаните, се со сгрешени проекти, па милиони евра се фрлаат наново за да се прават нови проекти. Тоа е благодарение на тој начин на компромисно функционирање на државата. Ние сметаме дека во Македонија со компромисниот начин на правење на политика треба да се заврши, ние да станеме една нормална земја, веќе сме членка на НАТО, сакаме да бидеме земја членка на Европската унија, ајде тогаш да се угледаме на западноевропските држави, дали кај нив функционира правната држава или компромисната држава. Никој не може да ме убеди дека правилен начин за функционирање е така наречениот политички пазарлак или модерна форма на облекување на тој политички пазарлак под формата на компромисно решение. Треба да владее законот и правилата. Ако немаме нова вонредна состојба, тогаш ќе одиме на избори на 21. А следејќи ги бројките што се случуваат во моментот, мислам дека е логично и Комисијата за заразни болести ќе предложи најверојатно, бидејќи немаме опаѓање на бројките, ќе предложи продолжување на вонредната состојба и тоа е легитимно и е логично. Бидејќи ако ги погледнеме бројките денеска, од ново заразените, од починатите и тогаш кога била воведена вонредната состојба, ќе видите дека тие бројки се идентични, дури и малку повисоки. Така да според мене очекувам експертите да предложат продолжување на вонредната состојба, но од друга страна се надевам дека разбра целото општество дека од тие рестриктивни мерки како квази полициски час, кој што за еден дел од граѓаните ќе важи, а за друг дел од граѓаните нема да важи, нема апсолутно никаков резултат. И се надевам дека одлуката да престане важењето на таквиот тип на полициски час ќе остане во сила, макар и од тоа да биде продолжена вонредната состојба. Така да, ако имаме уште нови 14 дена вонредна состојба, тогаш влегуваме во една друга хипотеза и друг датум за избори. Според вас, како државата, надлежните институции се справија со коронавирусот? Тука има два модели или два моменти различни и две толкувања за тоа како институциите се справиле и до која степен според нас успеале да бидат на висината на задачата. Мене ми е жал што македонското општество не успеа да се обедини и македонските политички субјекти не успеа да создадат единство во овој процес за битка против ова непријатно зло кое што го зафати целиот свет. Ако можете да видите обединувачки моменти во политиките на сите нормални, демократски, западни држави во кои што и власт, и опозиција, и вонпарламентарни партии застанаа зад битката против коронавирусот, во Македонија тоа не можеме да го видиме како факт. И нека им служи на чест на сите оние кои што заради оваа тешка здравствена состојба, и граѓаните ова треба да го знаат, заради оваа тешка криза во која што не само Македонија, целиот свет се најде, некој се обидува на грбот на таа мака да прави политика и да гони политички поени. За мене тоа е срамен начин и жален начин за правење на политика и ние како Граѓанско-демократска унија во целиот овој процес се трудевме да бидеме конструктивни, давајќи конкретни предлози за да ги надминеме проблемите, а не да создаваме дополнителни проблеми. Деструктивните, негативните однесувања во овие тешки моменти се нечовечко однесување и јас тоа не можам да го прифатам. Но едниот дел од приказната или едниот дел од битката против COVID-19 е здравствениот момент. И тука, колку и ние да сме опозицијска партија, колку и јас да сум критичен кон власта, не можам да не признаам дека здравствените работници и тимот предводен од Венко Филипче се вложи до максимум за да се справи со предизвикот, имајќи предвид во каква катастрофална состојба е македонското здравство.
не треба да забораваме дека повеќе од половината од кадрите на македонскиот здравствен систем ја напуштија Македонија за овие 15-20 години и реално ние имаме огромен глад или недостаток на кадри во здравствениот систем. И тоа е благодарение на лошите услови кои што сите влади до сега ги создавале за здравствениот систем во државата. И тоа е факт. И покрај сето тоа, нашите лекари, медицински сестри, техничари, лаборанти се нашите херои на денешницата кои што си ги ризикуваа собствените животи, безбедноста на нивните семејства, буквално си ја ставија главата во торба за да ни го спасат нашето здравје и колективното здравје во Република Македонија. И тука немаме никаков коментар или нешто кое што да побараме како забелешка. Но тоа е едниот дел од битката со COVID-19. Сосема другиот дел од приказната е битката против она економско цунами кое што и предстои на Република Македонија или веќе е навлезена во тоа економско цунами и тука нема како да не одбележам дека оваа влада има катастрофално лоши економски политики и катастрофално лоша реализација на предвидените економски мерки за подпомагање на економијата. Тоа е веќе сосема другиот дел од приказната. И ако можеме сосема слободно да ја поздравиме здравствените мерки на владата, професионалците во здравствениот систем, тогаш сосема слободно можеме да ги искритикуваме, почнувајќи од министерот за финансии и за економија, па завршувајќи и до премиерот на владата Оливер Спасовски. Сметате ли дека оваа состојба ќе не освести и како што напоменавте дека политиката не е пред се битна, дека најбитно е здравието на граѓаните и дека навистина ќе се преземат подобрувања во здравството, како и дека ќе се наградат навистина оние кои што се најдоа на првата борбена линија со COVID-19? Трагедијата е во тоа што ние како општество веќе со факти и особено оваа влада докажува дека не сме си зеле скоро никаква поука од тоа што ни се случува. И конкретен пример се фирмите кои што излегоа како предвидени за планот за владата за подпомагање за против онаа економска криза која што ќе настане од COVID-19. Ако пример на листата на тие фирми кои што ќе земат милиони евра, ќе видите кладилници, коцкарници, ќе ја видите фирмата на господинот Кочо Ангјушев, бившиот вице-премиер по економски прашања. За жал, многу малку од нас, општеството, може да слушне што ќе се случи и дали некој воопшто има намера да ги награди здравствените работници, барем со уште една плата, 13-та плата како бонус за сето она што тие го направиле. Никој не сака да зборува за припадниците на армијата на Република Македонија, за припадниците на МВР, кои што со денови и со ноќи беа излезени на терен и работеа за тоа да ни го зачуваат нашето здравје. И ако во оваа држава има милиони евра за да се подпомагаат кладилници, коцкарници, казина, фирмите на Ангјушев, тогаш се поставува логичното прашање: зошто немаме средства за да им се одблагодариме на нашите специјалисти во здравството, во МВР и во армијата? И за мене овој модел на трошење на јавните средства кои се дел од нашите даноци и кредити кои што се земени од надворешни банки, кои што кредити утре треба да ги плаќаат нашите деца, за мене овој начин на трошење на тие средства е апсолутно неправичен. Доскоро, пред некаде околу 15 на 20 дена, апелираа до нас луѓе кои што работат во здравствениот систем, луѓе кои што се дел од структурата на матичните лекари, луѓе кои што се дел од здравствените работници како што се заболекарите и така натаму, да апелираа за тоа дека во моментот владата реално место да им помага, да ги стимулира финансиски, таа почнува да и создава главоволки. Кога станува збор за заштитната опрема, немаме предвидени дополнителни средства за да се помогне нивната дејност, немаме предвидени дополнителни награди и така натаму и така натаму. За мене е по некаква форма и малку лицемерно да зборувате дека ќе дадете пример на некое казино стотици милиони денари како помош, а за здравствените работници да размислувате за покачување од 15, 20 или 30% на платите. Мислам дека тие компании кои што се предвидени во тие, зборувам за големите компании, кои што се предвидени со тие пакет мерки, тоа е апсолутна манипулација и злоупотреба со јавните средства. За жал,
За жал, ние како општество се уште не можеме да излечеме полука колку е важно да имаме силен, функционален и мотивиран здравствен систем. Колку е важно да имаме мотивиран персонал во здравствениот систем кој што место да размислува и да учи германски, како да избега од Македонија, да сака да остане во Македонија и да работи и да гради кариера во Македонија. Се надевам дека после парламентарните избори некои ситуации во државата ќе бидат малку поразлични и ние како Граѓанско-демократска унија сите овие работи ќе ги отвориме како дебата и како дискусија во Народното собрание во парламентот на Република Македонија, барајќи решенија за сите овие прашања преку законски решенија и законски мерки. Ја добивме ли очекуваната поддршка во справување со оваа криза од европските држави? Факт е дека и тие навистина беа погодени, но нашите очекувања и реакциите на граѓаните можеби беа поголеми. За моја огромна жал, целиот свет се најде во една таква деликатна ситуација и малку е тешко кога имаш домашни проблеми да мислиш да помогнеш на другиот. Но ако погледнеме реално, сметам дека Европската унија можеше да биде малку поактивна, попрагматична и тоа да сапортира посилна и посериозна помош, особено кон посиромашните и послабите држави, со послаб здравствен систем и со помалку финансиски ресурси. И една од тие држави е и нашата држава. Но во последниот период од време гледам дека има раздвижување по тоа прашање, особено од гледна точка на финансиската поддршка. Јас очекувам богатите држави, Европската унија како наш партнер, бидејќи ние сме тргнале по тој пат да стануваме членка на Европската унија, ќе се ангажира малку повеќе за да ни помогне во оваа деликатна ситуација. За мене Европската унија во делот мерките кои што можеше и кои што во овој период ги ангажира, мислам дека малку закасна и можеше да биде поажурна и подинамична. Но знаете, кога има проблеми во целата унија, тогаш е малку тешко да се посветите за решавање на проблемите на другите. Во едни такви тешки ситуации јас би сакал ние како општество и како држава малку повеќе да се подпираме на сопствените капацитети, ресурси и знаење, а не да очекуваме милостиња од некој друг, бидејќи никој реално нема да се грижи толку за нас ако ние самите не се погрижиме за себе си. Куманово беше второто жариште на COVID-19, веднаш по Дебар. Согласно податоците на Министерството се наоѓаме и зад главниот град, според бројот на заболени лица. Општинскиот штаб овде постојано бараше претходниве месеци прогласување на карантин, исто по случајот на Дебар, со оглед на позитивните резултати кои што ги даде таму. Меѓутоа, надлежните тоа не го дозволија во Куманово, односно подоцна кога се прогласи полициски час во сите држави, тогаш се одвиваат тие мерки и во Куманово. Задоцнато ли беше тоа? Дали се дозволи состојбата да ескалира? Класичен пример на политизација и политичка битка и желба за извлекување на политички поени, класична жртва на тој процес од кој што јас се срамувам како политичар и ви го кажав уште во почетокот, е Куманово. Она што се случуваше во Куманово, оние дворски игри на политиканство помеѓу локалната власт и централната власт, сметам дека до голема степен помогнаа за тоа граѓаните да бидат во некаков тип на општествен хаос, помогнаа за тоа да не се земат некои мерки кои што можеа да се земаат понавреме и некои бројки и резултати да бидат поразлични. Ето, тоа е политиканството, тоа е злонамерноста во политиката. Кога се водиш во правењето и земањето на решенија не од тоа да бидеш од корис на граѓаните, па макар и за твој негатив како политичар, некој поен во рейтингот да ти падне, но да успееш да земеш такви мерки кои што ќе го заштитат нивното здравје и јас знам дека граѓаните ќе го оценат тоа и ќе си го кажат своето мислење и ќе си ја поправат својата позиција од таа гледна точка, но кога играш таков тип на политикански и дворски игри, најчесто граѓаните трпат и имаат реперкусии врз своето секојдневно функционирање, па вклучително и во овие тешки моменти со кризата. За мене Куманово е класичен пример на недозреани политичари и начин на правење на политика во оваа земја. Зарем еднаш ние во ова општество нема да успееме да се обединиме и во момент
во кој што пред нас стои злото, како што е болеста и овој вирус кој што повеќе од факт е дека и во Куманово ваши наши сограѓани го загубија животот благодарение на ова нешто. Јас не можам да сватам кому му треба толку многу тој политички рейтинг и политичка кариера градена на грбот на несреќата на нашите сограѓани. Јас не би сакал да учествувам во еден таков процес. Се надевам и следејќи ги бројките лека полека работиве се нормализираат и во Куманово. Се надевам дека ние како општество брзо ќе излеземе од целата оваа ситуација и ќе можеме од полето на здравството или здравствената ситуација да се префрлиме на полето на економијата, каде што таму е нашава задача како политичари. Нашава задача не е да се занимаваме со тоа да им даваме ум на здравствените работници како да си ја вршат работата. Тие многу добро знаат што прават, бидејќи за тоа се образовани и имаат по 20-30 години искуство за својот грб, а ние како политичари сме тие кои што треба да ја создадеме услови за да функционираат непречено. Од сферата на подсигурување на средства, инвестиции во здравство и така натаму и така натаму. Така да за мене, она што се случи во Куманово е класичен пример на неодговорно водење на политика, политиканство и манипулација, и мене ми е жал што граѓаните на Куманово требаше да бидат сведоци на еден таков процес. На предпријатијата за справување со кризата имаше различни реакции од угостителите, од останатите стопанственици на оние помали објекти и слично. Голем број не ги исполнува условите за да ја добијат ваквата помош. Ваш коментар? Иако децидно, категорички ја пофалив работата на здравствениот систем и министерот Венко Филипче од една страна, нема како да не констатирам дека економскиот тим на оваа влада за последните 3 години, и тогаш кога СДСМ имаше политичка влада, беше така катастрофално или катастрофална како влада во создавањето на економска атмосфера и создавањето на економски мерки кои што да донесат до раздвижување на економијата и покачување на животниот стандард на граѓаните, бидејќи силната економија води до тоа, до повисок стандард на граѓаните. Голем дел од покачувањата на платите во нашата држава не се должат на сериозен економски раст, туку се должат на законски мерки кои што се донесени во собранието, а не на база на класични економски параметри. И кога зборуваме за пакетот мерки, за мене е несвојствено и неприфатливо за последните месец дена ние не можеме да слушнеме што мисли владата за занаетчиите, за такси превозниците, за угостителите, за малите компании кои што имаат по 2, 3, 5 души вработени. Колку од нив успеале поради оваа ненормална бирократија во Македонија, кој што најчесто завршува со тоа некој од партискиот штаб на владеачката партија да треба да се јави во некоја институција, за вие да можете да ги добиете средствата кои што се ваши, тоест кои што ви следуваат согласно законот. Оваа бирократија до голема степен не само што не помага, туку класично го уништува малиот и средниот бизнис. И за сметка на тоа погледнете од другата страна што се случува. Милиони евра ќе бидат дадени во рацете на компании чии што собственици се многу добро познати на македонската јавност. Јас мислам дека ова е апсолутно неправичен и до голема степен криминоген начин на трошење на парите на граѓаните. И нема како да не се обидам да реагирам на сето ова, бидејќи тие средства кои што денеска ги користат компаниите или граѓаните ќе ги добијат под форма на помош под најразлични предвидени методологии од владата, тоа се всушност нашите средства. Тоа се средствата од нашите даноци и тоа се средства кои што државата ќе ги земе под формата на кредит, кои што утре ние ќе треба да ги вратиме. И сега не знам зошто некој си мисли дека ние како граѓани сме должни да му го финансираме бизнисот на Кочо Ангјушев. Нека биде така добар, бидејќи тој е еден од побогатите луѓе во државата, за последните 10 години има стотици милиони евра печалба, нека биде така добар, нека бркне во сопственото чекмедже, од тие стотици или десетици милиони евра печалба, може слободно сам да си ги покрие трошоците за да си ја помине кризата во овие услови. А државата своите средства преку
средства од буџетот или кредити да ги насочи кон малиот, средниот бизнис, кон занаечиите, кон угостителите, кои што всушност не работеа не затоа што не сакаат да работат, а затоа што владата со уредба им забрани да работат. Никој на бракон на Кочо Ангјушев не му забранил да работи. Тој може сосема слободно да си продолжи, имајќи ја својата финансиска кондиција од предходните години, да си продолжи да си функционира без никаков проблем. Но угостителите, занаечиите, малите компании немаат душа, такси превозниците и така натаму, тоа се наши сограѓани кои што не тежат на државата. Тоа се луѓе кои што со своите способности си создале мало бизнисче или некаква мини занаетчиска работа со која што да си ги прехранат семејствата. Што треба да помага државата? Олигархијата во лицето на Ангјушев или треба да ги помага честните и трудолюбиви своји граѓани кои што за да не избегаат од Македонија се оддале на тоа да се занимаваат со занает, со угостителство, со такси, превоз и така натаму. Ајде ако не ги помогнеме сега да им дозволиме или тоа да ги стимулираме и тие да си ги соберат куферите и да заминат кој во Германија, кој во Авганистан. Тоа ли е национално одговорната стратегија и политика на владата во сферата на економијата? Да ги стимулираме олигарсите, а оставајќи ги малиот и среден бизнис во тешка ситуација, да ги стимулираме луѓето да се иселуваат од Македонија. За мене ова се апсолутно катастрофални економски решенија кои што ни ги нуди оваа влада. Другиот пакет од мерки е предвиден за граѓаните. Јас нема како да не го коментирам и тој модел на класичен политички популизам. Ќе ви дадам конкретен пример. Дали граѓаните кои што земаат 15.000 денари, 15.500 денари, се толку богати и толку побогати од оние кои што земаат 15.900 денари. 500 или 600 денари повисока плата не ги прави многу побогати, па тие да не можат да бидат опфатени со мерките од владата. Затоа ние го критикуваме овој политички популизам. Овој политички популизам се обидува да не убеди дека начинот на финансирање или подпомагање на граѓаните треба да биде само и единствено на оние ранливи или социјално слаби категории. Се разбира дека тие најмногу треба да бидат подпомогнати. Затоа ние од Граѓанско-демократската унија предлагаме прогресивен или пропорционален метод за подпомагање на граѓаните. И што значи тоа? Тоа значи дека пакетот мерки кој што ќе го предложи владата, дали тоа би било платежна картичка која што за мене е апсолутна бирократија, создавање на услови за нови тендери, за нови далавери. Ја не знам зошто Управа за јавни приходи ги има нашите сметки на секој еден во земја од граѓаните. Зошто да не легнат тие средства директно на трансакцијски сметки? Зошто некој ќе прави некаков тип на платежни картички? За да летаат нови тендери, за некој да има печалби од сето ова, или да има толку бирократија што ние граѓаните да се откажеме од тие средства и да не сакаме да конкурираме за нив. Затоа ние предлагаме прагматични, едноставни мерки. Директна помош на сметките на граѓаните, како што ќе го направи тоа Србија, како што ќе го направат Соединетите Американски држави, и од мерките да бидат опфатени сите граѓани. Оние кои што имаат примања до 15.000 денари, да можат да искористат 100% од социјалниот пакет, 100% од тоа што може да ги помогне државата. Тие кои што имаат до 20.000 денари да искористат 80% од тој пакет, со 80% да ги помогне владата. Тие што имаат до 25.000 да можат 50%, тие што имаат над 30.000 да можат со 25%. Секој еден од граѓаните да биде помогнат со средства. Тоа ќе дозволи, бидејќи економијата, јасно е дека оваа влада на СДСМ не разбира од економија и тоа го докажаа. Економијата може да биде раздвижена во три основни насоки. Првата насока е директна помош за малиот и среден бизнис за да може да преживее во овие тешки моменти и да може да работи. Вториот столб е помош, директна финансиска помош на граѓаните за да ја зголемиме потрошувачката на македонски производи. Тоа е вториот столб. И третиот столб се капиталните инвестиции кои што ќе влеат средства во големите компании, градежни компании, од сферата на енергетика, електроника и така натаму. Ако ги погледнете мерките на владата, скоро никакви мерки немаме во насока на капитални инвестиции. Скоро никакви. Ако погледнете од гледна точка на помошта на граѓаните, имаме еден апсолутно бирократски модел,
на спроведување на оваа помош, кој што најверојатно голем дел од граѓаните ќе ги откаже од овие средства поради оваа бирократија, нема да сакаат да ги земат или да сакат нема да успеат да одговорат, како што дел од малите компании не успеа да одговорат на барањата на владата, а компанијата на Кочо Ангјушев веднаш одговорила. Како тоа се случило, останува да каже јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи. И кога зборуваме за помош на компаниите, повеќе од јасно е дека овој пакет на мерки, за жал, и до ден денеска не функционира. Ето во Куманово нека излезат комората на занаетчи, комората на кој да било од малите ешалони во економијата и нека кажат колку до сега имат исплатено од мерките кои што ги има предвидено владата. Јасно е дека оваа бирократија, овој начин на функционирање на оваа држава само и единствено ќе роди со плод од гледна точка на тоа граѓаните да се откажат од тие средства и да не можат да стигнат до тие средства или да одат да се молат по партиски штабови, некој да врти телефон за да можат да ги добијат средствата кои што всушност им припаѓаат согласно закон во оваа држава. Затоа сметам дека на овие избори граѓаните треба да го казнат овој партиско-политички бирократски систем кој што за 30 години се функционира само и основно и создава услови само и основно за своите блиски и приближени олигарси и многу малку мисли за малиот, за средниот бизнис и за обичниот граѓанин кој што со тешки маки се труди да ги преброди овие исклучително деликатни моменти. За крај уште информацијата дека најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН излезе со информација дека раководството на партијата е цел на нелегитимно и физичко следење. Јас не би можел да дадам информација од гледна точка на тоа дали е така или не е така. Сметам дека во Македонија постојат институции. Имаме во оваа влада и министер за внатрешни работи од редовите на ВМРО-ДПМН, но би кажал само дека е многу лицемерно од партијата која што спроведе таков систем на прислушкување, на следење, на битка против своите политички неистомисленици, да слушнете партиско-политички обвинувања на пресконференции, а при тоа да немате процесуиран предмет по конкретниот случај. Ако навистина колегите од ВМРО-ДПМН имаат докази за тоа дека тие се следени, прислушкувани, сметам дека тоа треба да го достават до јавното обвинителство, треба да го достават до својот министер за внатрешни работи и МВР да преземе мерки. Согласно закон, МВР е таа која што треба да се грижи за безбедноста на граѓаните. Треба да се грижи за безбедноста на семејствата, на имотот на граѓаните. И ако навистина тие се следени или некој ги злоупотребува, ја злоупотребува нивната приватност, можат слободно да реагираат до нивниот министер за да земе мерки. Ние како опозицијска партија не сакаме да влегуваме во тие теории на конспирација. Повеќе од јасно е дека на овие простори, за жал, не од денеска, а и по повеќе од 30 години се користат такви модели за битка против политичките неистомисленици, но се надевам дека после членството на Македонија во НАТО, после оние реформи кои што треба и се случуваат во безбедносните служби, малку би било тешко некој да се дрзне да го спроведе она што го направи Сашо Мијалков и Горан Груевски кој што се наоѓа во моментот во Грција. И знаете ли кој е парадоксот? Парадоксот е следниот. Од една страна ги имате социјалдемократите кои што не убедуваа како после паѓањето на режимот секој ќе си ја добие правдата и заслуженото, и од друга страна Горан Груевски кој што го спроведуваше реално тоа следење, слушање и така натаму, во моментот се наоѓа како емигрант во Грција. Господинот Никола Груевски, бившиот премиер кој што најверојатно нема како да не одобрил една таква акција, ќе го видите денеска како ни дели совети од Будимпешта како да владее правото и законот во државата, а од друга страна ќе го видите господинот Сашо Мијалков кој што денеска можете да го сретнете по тендери со неговите компании, можете да го сретнете во Скопје и сега тие се позиции од едната страна на приказната. Од другата страна на приказната пак ќе видите партија која што сите овие луѓе што ги спомнавме се дел од нивниот капацитет, нивната матрица, нивни кадри, за голем дел од членството, тие се и ден денеска легенди политички, нели? И сега тие истите
некако се жалеле на некакви методи кои што не биле законски регламентирани, но при тоа не реагирале до МВР и до јавно обвинителство. Ги молам почитуваните сограѓани од Куманово кои што не следат да не веруваат во овие детски приказни и бајки, да сватат дека некој само се обидува да им приложи некаков тип на циркус, да и го одвлече вниманието од тоа дека во списокот со фирмите кои што ќе бидат помогнати е и господинот пример Орце Камчев, освен господинот Ангјушев, и затоа ќе излезе некој ќе ни објаснува на нас за тоа кој бил следен и како бил следен. Сметам дека правото и законите во државата треба да важат подеднакво и за тие кои што се на власт и за тие кои што се во опозиција, и ги охрабрувам колегите од ВМРО ДПМН, ако навистина имаат такви информации, да достават соодветни представки до МВР и до јавното обвинителство. Се останато, ако немаат такви конкретни действија, за мене е класичен пример на ефтин политички циркус кој што има јасна цел да го одвлече вниманието на граѓаните од кражбата на нивните средства во овој период од време. Господине Колев, ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци, но и се надевам дека во скоро време ќе можеме да ве видиме овде во студиото на Телевизија Плюс. Ви благодарам за можноста и убава вечер на гледачите на вашата телевизија. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.